Шушеница. Пушено месо е традиционен месен продукт, получен чрез опушване в така наречената пушница. За правенето на този специалитет најчесто се използва сурово свинско месо, въпреки че се опушва и овче, т.е. агнешко, козе, јарешко, говеждо, телешко и дори конско месо. За да се получи качествено пушено месо, има различни повече или по-малко сходни рецепти или процедури. Разликата в рецептите зависи од крајниот резултат. Основниот процес е месото да се нареже на продолговати парчета и да се осоли. Осоленото месо се оставя да престои няколку дни. След това се поставя в пушницата сгънато на дървени или метални прати или се окачва на куки. След това месото се опушва на слаб огън, жарава и дим. След опушването в пушницата, месото се съхранява окачено на проветриво и сухо място или на тавана. Разликите в метода на приготвяне се отнасят до това колко дни месото се осолява преди опушването или се накисва в саламура в продължение на няколко дни. Разликите при опушването могат да бъдат в продължителността на пушенето на месото с почивки и продължителността на последващото съхранение на тавана. Процесът на отлежаване на осолено месо във вода или без вода може да продължи от 2-3 дни до седмица, след което се опушва в пушницата, а времетраенето зависи от температурата на огъня. По-късно сушенето или отлежаване на място с течение може да продължи от 7 до 20 дни. Пушница или сушилня на месо е специално съоръжение или част от съоръжение, предназначено за сушене на месо с дим на слаб огън или за окончателна обработка на сушени меса или сушени месни продукти. Преди това са съществували специални постройки в селските домакинства, изградени от непечени или печени тухли, измазани с кал, с огнище и дървени решетки за сушене на месото. Днес те са предимно тухлени постройки или части от къща с огнище, метални плочи, метални решетки и метални прати, баркети за окачване на месото. Освен шушеницата могат да се сушат бекон, колбаси, салам, кулен, печени наденички, шунка, златиборски прошуто, а също така и сирене. От години в Цариброд се провежда туристическо и гастрономическо събитие, наречено Дните на царибродската шушеница. На събитието се излагат местни храни и други продукти, а централната част на събитието е изборът на най-добрата или по-скоро най-вкусната шушеница. Един от победителите през годините е Слободан Митов, представител на петачинската шушеница. Царибродска шушеница. Ти печели първо место и трето место, не знам ко све таму, много награди беоше и такова. Ко се прави царибродска шушеница, ко се најубаво прави? Ајде да не кажем царибродска, петачинска. Това те да го справим, ја. Идеята на царибродска шушеница е феноменална. И много съм се зарадувал кога съм први пut чул дека човеци ќе организуju то, да нешто направимо, да нешто личи у Цариброд, ако може. То, ево, колко години вeć то се то организуе, организација нешто да уопште да влазим во организациите. И далje ми се свиѓа идејата. И криво ми е што још не може да е брендирано, да се направи да буде бренд. А иначе осталото не сакам да коментаришам. Петачинска шушеница. Петачинска шушеница се прави од свинско месо, вечино. Плечка и бут. Узимам плечкото затоа што е месото шарено ми. И за мене појам шушеница царибродска, петачинска е да не е све месиште, него да има крнju и слаинка. Тој Истанбул, каже. Моја баба е правила таква шушеница преди којате много години и ги е качила на огниште и съм пробувал и све. Али укусът још га не могу докарам. Ко оново што ми се теги мене много рексало, трудим се, тука сам негдека, али још не могу оново да направим. Нема џубаба. Нема џубаба. Па добро, кој џу правиш? Значи, месо као месо се мора добро да се олади и се тури да се исцеди. Не се реже на пшеница, месото као месо. Парче месо, тураш га на дрвено на дъску
најпросто на да скуваш, или има едно као корице такова, туриш го и го понатиснеш да се изседи од водото и да се олади убаво. После тоа, узима се и се реже сушеницата, прави се сушеница. Обликот на сушеницата, ја полудеем кате којата ми донесу четвртастите такива правилни углове и којата ја полудеем. Сушеница за мене, сушеница, брате, вир си парче месо и тоа е тоа. Нема какво да го докарам, но си убаво и така. После това, кога се нарежу сушениците, узима се суд, кој исто има на дното рупе и се почињу реду сушениците. Сушеницата се умаже скроз сол. Не да се соли, него се умаже со солту и се тура. Еден ред сушенице и узимам, ја турам, и тоа сам којто почеток не сам сакал да кажем после којто кажем кога има да крием. Кој имам пека да го крием којто кој така субаво и кате кој се свиѓа на човек. Че им кажем кој да се не плаша, да не е нешто опасно по живот. Турам смеди шеќер. Преди сам турал бел, почетокот и после ми рекоше дека у белиот има нешта, нека којте конзерванс, кој е као штетен, а нема го смедитат. И затоа сам почел. Значи, кога наредим првиот ред, засипем с смеди шеќер. Други ред, истото. Значи, увалјува се усолту, реди се и така док се напуни студата. Исто с смеди шеќер, така се такова. Ако е времето текова ко сега, така го работи. Околку е под као сега, што беше топло и ризично е така да стои много месо, усоламур. Исто се умаже така, туре се текоите суд, али здрав суд, засипе се с воду и се додеваш малко сол и на колко прима на толку прими, не може да се пресоли, не може да буде пресол. Оно што е мене интересно, ви сваку годину на вашето тезгу до 12 продадете све. Мислим да се и ти пробал. Ја 2 години уназад, овие човек те е гурман. Дејан валјда име. Ево, не могу сега името ми отиде. Мислим да е Дејан. Репортерот на Гуман. Балкан Трип. На Балкан Трип. Он човек лани доди и рече, јас сам ово веќе пробал. Реко, не си имал где да го пробаш. На узорку. За оволко е било проблем. Каже, мене не е проблем тоа, за толку. Вам се свиѓа, да. Поново е дошол ове години код нас на штанд и каже, дај ми да пробам. Кажем, изволите. Само реко, каже му, очли и дебле парче да ти отсечем, ти знаеш да го поедеш. Ти знаеш да го поедеш. И ја му одрежем и ја го пробам. Каже, нема. Све сам пробал, овакав укус нема. Шта им радиш? Реко, брат ми, бај ми. Шалим се, може да се шалим много и... Рек, тоа што сега говори на тебе, тоа и јему сам рекал. Нема. Има и удимењето. Не дими се коите за ден, два. Нема тога ништо. Дуже димиш. Дуže se dimi i našите šušenice, našите petačnice šušenice su, ako je kilo meso, iz kilo meso izvadene 4 šušenice, mi od te 4 šušenice, ako iskaramo polovin kilo, ne znam, ne verujem. Jer našите šušenice isušene, ne su pečene, ne su mokre, isušene su. И наша шушеница комотно може, ја кажем, доскоро имаше човек да ја узе. Те туку пуштото стои така закачено си, стои од кој е димено, стои си, нема ништо, ништо го се не дешава, не може ништо да се промени. А да ми кажеш сега какво пиени иду с шушеницата? Пиени, кој ко обича и кој има. А друго мезе? Мезиште, другото кој те сега смо, прву годину смо направили колен. Не смо го продавали, али смо си направили колен. И сви кои су го пробали, какви тоа е купено. Не е купено. Кисело зеле обавез? Да, тоа да. Само, знаеш какво рече там босанаc? При мене работео ја у слободу још и склапаме машина и така ќе пиемо речиво. И мезимо притежение из живо и зеле. А он каже, ние се мујо напио тоа затоа што е пио раки.
Моју се натив затоа што не име зетио. Сланина и месо. Од овога нема мезе. Не може да задржи. Без месо и сланину ракија не може да задржи. Ајде живи. Жив био. Смо живи и здрави. Жив био. Мирослав Андреев е собственик на уникална и огромна пушница в село Гојндол. Пушница. Сам ли ги управи? Сам. И каква ти беше идејата кога ги управи? Па идејата беше да за повеќе месо, да може да стане и многу и малко. Колку свиње може да стану тука? Па свиње. Па може многу, од 3-4 свиње може, значи све испанглувано да стане у пушницото. Кажи ми целиот процес за шушеницото. Од клањето до пушењето, што кажу. Па кога се испанглуе, значи мора се усоли, да отстои саламур 7 до 10 дена, може и више. Ако има услови,
Што више стои сол, тоа е боле. И се дими, значи делови буте има најболje од бут, плаи си од кременадлу, може од врат, мало е маснија. И кога се надими, наравно, треба вино. А де ми кажи, женете или мужете пообичу шушеница? Па женете. Какво ме питуеш тоа? Не мора многу да се варка, 6 до 7 сата, па се прекине, јутре поново и тоа е. Што повеќе лагано се дими, боле. Може, кажем, и 3-4 дена и тоа е. Зоран Каменов од Смиловци има своја рецепта за шушеницата и начина на дименето й. Зависи си од пушниците. Не може тоа да се напуши за 2-3 сата и каже не. Треба си време. Треба да си огнјат подалеко од тоа, само димта да иде, да ѓучади. А кога блиска на кладешо, ване коричку и около на чадено, а устредуто осечешено устредуто бело, тоа не може да е добро. А чул сам каже да не треба и одма и да се конзумира, да се ебар 1-2 дена да отстои после тоа. Она треба да се остои и најболje кој има пушницу зедано. Да има, да остои малку на ветерат, на самиот студ, на воздух, на тоа. Порано кој мало шушеницу, на огниште, што е у свако село е мало огниште, горе веригата, до веригото дренове пручке и закачени шушениците, а никој деца деба му кај нема старци типа се здрво врт, да падне пепелтуо, чука му и вачеш вртата, ако те навата и знаеше после ќе отек. И пред крај ни кажи која е најубава манџа од шушеница? Најубаво кај ја нарежеш па ќе га туршиќа и рекиќа со њу. Некој бичу и греја. Може и грејана, може и студена, тоа како воли. Дните на Царибродската шушеница се организират веќе 9 пати. Всяка година собитието привлича все повеќе посетители, највеќе од Србија и Българија. Идејата на организаторите, туристичката организација Цариброд и општина Цариброд, е тази манифестација през следващите години да се развива оште повеќе и да биде основната туристичка марка на този крај.